Како што се разгорува конфликтот меѓу Израел и Иран, станува јасно дека потресите на Блискиот исток посредно дефинитивно се чувствуваат и во Македонија. Најдобар показател за тоа е последната одлука на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад за зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати, што е предизвикано од растот на берзанските цени на горивата, кој што е резултат на неизвестноста околу снабдувањето што ја носат вооружените напади меѓу двете земји. Сега неизбежно се наметнуваат прашањата дали производителите и трговците во Македонија ќе го искористат овој тренд за да ги префрлат зголемените трошоци за горивата на грбот на потрошувачите, односно дали ќе има ново зголемување на цените и следствено на тоа повторно забрзување на инфлацијата. Среде финалето на НБА, во момент кога милиони гледачи очекуваат врвна продукција и препознатливи слогани на глобални брендови, најголемо внимание привлече рекламата која него носеше логото на Nike или Gatorade. Наместо тоа, спотот за финтек стартапот Kalshi, целосно изработен со помош на вештачка интелигенција, стана вирален феномен. Цената на продукцијата била само $2000, а времето на изработка 48 часа. Рекламата го промовира Kalshi како платформа за тргување врз основа на реални настани, од движење на цените на јајца до спортски резултати и природни катастрофи. Во спотот, вештачката интелигенција генерира надреални сцени. Човек што плива во јајца, вонземјанин со пиво и каубој на родео, сето тоа завршува со слоганот "Светот полудел". Тргувај со тоа. Американскиот председател Доналд Трамп ќе го продолжи рокот од 19 јуни за кинеската компанија ByteDance да ги продаде американските средства на апликацијата за кратки видеа TikTok за 90 дена. И покрај законот што налага продажба или затворање доколку се постигне значителен напредок, соопшти Белата куќа во средата. Трамп веќе два пати одобри одложување на забраната за TikTok, донесена од Конгресот, која требаше да стапи на сила во јануари. Председателот Трамп ќе потпише дополнителна извршна наредба оваа недела за да го одржи TikTok оперативен, изјави портпаролката на Белата куќа, Каролина Ливит. Тоа би го продолжило рокот до средината на септември. Председателот на Европскиот совет, Антонио Коста, му подари на американскиот председател Доналд Трамп дрес на Португалија потпишан од Кристијано Роналдо за време на самитот на Г7 во Канада. Коста, кој потекнува од Португалија и председава со Европскиот совет од 2024 година, пристигна во Кананаскис во канадската покрајна Алберта. За време на приватна средба истиот ден, Коста му го подари на Трамп потпишаниот дрес со број 7 од Роналдо. Поранешниот португалски премиер гласно ја прочита пораката испечатена на дресот, за председателот Доналд Трамп. Ајде да играме за мир. Трамп го прифати дресот и рече: "Ми се допаѓа што играм за мир."